Јосиф беше многу далеко од дома. Трговците што го купија го однесоа во Египет. Таму мораше да работи за еден богат човек. Јосиф беше добар работник и работеше се што требаше. Се што ќе му кажале на Јосиф, Јосиф ќе рекол добро и веднаш тоа ќе го завршил без никаков приговор. И тоа не само што ќе го завршил, туку многу добро ќе го завршил, многу убаво. Ако требало подот да го ичисти, ќе го направил најубаво, да свети. Да. Ако требало нешто да нареди таму на полиците, најубаво ќе ги наредил полиците. И поради тоа го наградувал фараонот и многу го засакал. Меѓутоа, нешто се случило таму со Јосиф, го измамиле и го ставиле во затвор. Дали знаете што е тоа затвор? Да. Што е тоа затвор? Па, каде грешниците одат кога нешто ќе сгрешат. Некој нешто ќе направи и во денешно време го стават на едно посебно место. Да, еве например, Добро. нешто украдел. А, добра кукра. И почне доаѓа полиција. Полиција ќе го земе, добра. Да, И ќе го однесе во затвор. во затвор и таму нема да може да излезе, така? Да. И полицијата го чува. И некој ви го чува и например не може сам да излезе. И ви например се заборавил некој точак на заклучи. И пошо И точокот му го крале, така? Да. Аха. И него ќе го однесат во затвор, тој што крадел, Да. така? Добро. Така е точно и таму ќе го затворат и тој не може од таму да излезе. Да, Јосиф така бил во некој затвор, дали бил тој со решетки затвор, дали бил во некоја дупка, па нешто му ставиле некоја врата само да не може да излезе, некако така било со тоа. Затворен бил и не можел да излезе. Да, и ви например му кладел капа. Добро, да. И ви поклон. Така, значи не смеме да крадеме, ете така, за да не одиме во затвор. Сега, како му било на Јосиф, што мислите? Не можеше да ги види птиците, нити да го почувствува дождот на своето лице. И дали му се допаѓало што бил во затвор? Што мислите? Не. Не, вие би сакали да седите така затворени? Не. А Јосиф секој ден се надеваше дека Бог ќе го излече од затворот. Но деновите минува, а ништо не се случуваше. И сега вие да бевте во затвор, нешто што ќе направевте? Ке си скопавме на дупка. И ќе сакаше да избегаш? Да. Добро. Друг некој? Ке се молевме. Ќе се молиш на Бог да те избави. Добро. Ја би сакала, освен ако двајца ќе стават во Аха, ако имаш во некој со тебе, добро. Да, и можеме да правиме заедно мувет и нема да не видат. А, нема да ти биде така досно, така можеш да издржиш во затвор. И уште нешто да вам кажа. Ајде. И нека стап ќе се најдем да му земва клуче. А клучот да се отклучиш. Да. Така. Јас се И отидам Јосиф дома. имал така нешто да избира момент. Дали ќе му се моли на Бог и ќе чека да го избави Бог, или пак сам со своите сили, дали ќе му рече на стражерот, ќе ти купам го, ќе ми извадиш од затворов нешто големо, ќе ти дадам пари, дај ми ги клучевите. И така Јосиф бил во еден избор важен што да прави. Значи, дали да бега или да му верува на Бог. Можеше да верува дека се што му се случуваше беше дел од Божјиот план и можеше да чека Бог да му покаже што треба да направи. Или да наговори некој од чуварите да го пушти, да ги укради клучевите, да избега, како што рековте. Јасно. Да, ти тоа го кажа. Ама што решил Јосиф? Јосиф реши да чека и да му верува на Бог, така и се молел. Тој не излезе од затвор уште долго време. А имам уште едно прашање. И ви настварно дајме поклон и пошо На стражерот? Да, и кога ќе готови секи му испука. И ќе избега.
и Боже ки мој почна кучето ќе се ги земе и ќе оди дома. Таа таква идеја имаш, Да. за да избегаш. А сега ние учиме што е попаметно да направиме, дали да чекаме на Бог или сами да се избавуваме. Да чекаме на Бог. Ние учиме дека треба да чекаме на Бог. А плюс па ако сме били па и за нешто криви, може па и треба да се поседиме малку во затвора или во соба вас ако ве казнат малку родителите. Ако не сте умни, одете во соба. На прашање. Добро. И ви знаете и Ама да, тај мислиш идеја имаш некоја. И ви елка наудаеме и после елката да кога ќе мокне на Бог филм ќе умои. Ти тоа го рекој цртав да не го гледаше? Не. На? Така, ама ако се не рековме, ако сме па и за нешто криви, вие ќе се седите во соба и слушате. Ќе ви речете во соба не сте умни. Така треба, нели? Кога знаете дека нешто сте направиле, сега јас ќе продолжам. После ти. Ако нешто сме заслужиле, треба малку и да си покјутиме и да си ја признаеме грешката. И ако не речат сега одете во собата малку затворени, да си поседиме таму. А не да се правиме многу умни, па да излегуваме од соба и да не послушаме. Јосиф тука не сгрешил ништо. Бил многу чесен и поштен, и рековме вредно работел и неправедно бил во затворот оставен. Меѓутоа, сепак знаел да биде трпелив, да чека на Бог и научил многу важни искуства, лекции, што викаме за неговиот живот. Сега да продолжиме, па после пак ќе ми кажеш. Јосиф, фараонот беше еден ден дошол некој човек да го посети Јосиф. Тој му беше помошник на самиот фараон. А фараонот беше како еден цар на Египет. А тој што слушнал? Дека Јосиф што знае, рековме. Да, толкува соништа, сонови, а фараонот сонувал некаков сон и не знаел што тој сон значи. Вие сонувате некогаш? Не. Ја не јастам. Во нешто, така не. Јас не. Поредко, Јас добро. сум спијан. Сонот, фараонот му се повторувал овој сон и некако го мачел и не знал што тој значи, а знал дека нешто е многу важно и сакал да дознае што е тоа. И така тој помошник на фараонот отишол кај Јосиф за да го викне. Јосиф тргна со помошникот на фараонот и го слушаше додека фараонот му го раскажуваше сонот. А сонот, дали знаете за што беше? Не. За 7 крави. какви крави? Имаше 7 дебели крави, значи големи и 7 слаби крави, така. Бог му покажа на Јосиф што значи сонот. Јосиф рече: 7 дебели крави означуваат дека ќе има 7 добри години. Житото ќе расте и ќе има многу храна. Ќе има сонце, дожд, од житото се прави лепче и ќе може доволно да јадат сите, а 7 пак слаби крави означува дека подоцна нема да врне дожд, ќе има само повеќе сонце, се ќе се исуши, ќе нема храна и ќе настане тогаш глад. И фараонот праша, сега го прашува Јосиф, тогаш што да правиме? Кога ќе биде таква ситуацијата, нешто, што да преземеме? И Јосиф рече: додека има многу жито, собирајте го во големи амбари. Амбари се едни големи вака простори да ги направат и таму да го собираат кога има многу жито. Така вишокот жито може да се употреби за храна кога нема да има доволно. Јосиф му стана важен помошник на фараонот. Тој беше одговорен за целото жито во земјата. Фараонот тогаш рекол: тогаш ти си вистинскиот човек за таа работа, ти ми ја даде оваа идеја и сигурно е дека е добра што Бог ти го откри овој план и сега ти ќе раководиш со сето онако што ќе се случува. Потоа 7 години немаше дожд и целото жито се исуши. Никада немаше храна, но Јосиф имаше жито во амбарите. Тој им даваше помалку на сите, има доволно. Така секој можеше да го потреби житото за храна. Бог беше задоволен што Јосиф му веруваше и што чекаше тој да му помогне. Че Бог бил задоволен затоа што Јосиф чекал, затоа што не правил план како да избега.
бидејќи најдобриот план го има Бог. А тој му помогна на Јосиф да стане важен водач во Египет. И сега, што треба ние од ова да научиме? Само сега ме напочнете. Да прашаш? Да. Ајде. И например, Ама, ајде. нас ископање дупка. Ама тоа го завршивме со Јосиф. Рековме веќе неколку дупки. Добро. Ние што научивме сега, ти кажи ми од ова што го кажувавме за Јосиф? Затоа што беше во затвор, затоа што сам не излезе и не копаше дупки, туку Бог прати еден човек после известно време, кога беше најдобро, за да излезе. Дебора сакаше да каже? Научивме дека треба да бидеме стрпливи и треба да чекаме кога ќе сгрешиме нешто. Да му веруваме на Бог, треба да чекаме, така? Да. Значи, најважно е да знаеме дека Бог има контрола над секоја ситуација што ни се случува и ако Бог нешто дозволил, треба да му веруваме и да чекаме тој да не избави и да ни помогне. Тоа ќе биде за нашите молитви, не значи дека веднаш ќе бидат исполнети, туку Бог си има свое одредено време кога нешто треба да се случи или не треба да се случи. А наше само да знаеме дека Бог најмногу не сака и дека се прави за наше добро.